Утринава ќе ви раскажеме една интересна приказна за масло од Афион. Добро е познато дека нашето поднебие нуди одлични услови за производство на Афион, но малкумина знаат за корисните својства на маслото од Афион, а и дека има луѓе што се занимаваат со производство на ладно цедено масло од Афион. Во моментов сум во работилницата во Скопската населба Радишани заедно со Роберт Коцев, производител на масло од Афион, но и на протеинско бадемово брашно. Гледам тука масло од кајсија, значи се што нуди природата, а човекот може да го ползува за здравје. Роберт, кога почнавте да го произведувате маслото од Афион и како всушност ја добивте таа идеја? Добар ден. Добре дојдовте во мојот дом, во мојата работилница, нашата семејна фабрика за производство на ладено цедени масла. Значи, ова е семејна фабрика, каде што сме вклучени сите членови од семејството. Нашиот бренд постои веќе 4 месеци и ние сме присутни на пазарот со нашите производи ладно цедени масла од Афион, бадем, орев, кајсија и тиква. Од сите овие, како што спомнавте, убави маслодајни растенија, ние изолиравме масло, направивме ладно цедено масло, кое го понудивме на пазарот како масло кое има добар ефект врз здравјето на луѓето. Нашиот најголем адут во овој случај е маслото од Афион, како јас како го нареков, кралот на маслата. Значи, сите овие масла имаат некој ефект кај здравјето на организмот, но маслото од Афион сите ги покрива тие бенефити. И затоа ние се решивме дека тоа највеќе ќе го форсираме, ќе го спонзорираме и дека нашето поднебје е идеално за одгледување на Афион. Така да под некои светски испитувања, по некои анализи е предвидено дека на нашите простори се одгледува најквалитетниот Афион со тие опиумски единици на светско ниво. Зошто овој момент да не го искористиме и да го вратиме маслото од Афион на пазар? Зошто е корисно да се конзумира масло од Афион? Во овој период додека работевме, иако се подпиравме на анализите направени на интернет, водејќи сметка за тие цифри, ние го осетивме тоа на нас, на нашиот организам, а и на нашите купувачи, дека има силна антивоспалителна моќ. И тоа некои работи што модерната медицина не може да ги реши, пример, како парадентозата, која ден денеска е нерешлива болест, мојата парадентоза е решена со ова масло. И ред други проблеми, како дишни патишта, дигестивни проблеми, проблеми со нервниот систем, проблем со несоница, проблем со надворешниот дел од телото, како оштетена кожа, ткиво, клетки, нега на лицето, афти во устата, увоболка, завоболка. Огромна е листата на бенефити што досега ги испробавме и ги видовме кај луѓето, дека навистина цифрите што ги прочитаме навистина се тие веродостојни. Кои корисни состојки ги содржи маслото од Афион? Витамини Е и Д, Б, есенцијални масни киселини и најважно е незаситени масни киселини, кои исклучително се корисни за човековото здравје, омега 3 и 6, така беше, и многу други состојки што воопшто не знаеме кои се, така да во главном маслото дава корисни својства на организмот. Како се користи маслото од Афион? Дали треба да се користи и во редовната исхрана, како додаток, да речеме, на салати, на супи, или се конзумира строго наутро, на гладно, можеби? Маслото од Афион најголем ефект има ако се конзумира на празен стомак еднаш на ден или два пати на ден, зависно дали
некој страда од некое воспаление или чисто се користи како превентива или зајакнување на организмот. Но битно е да биде празен стомакот и битно да биде една лажица, затоа што во тој временски период од половина сат да се разнесе маслото низ организмот. Освен масло од афион, спомнавте дека произведувате и други ладноцедени масла, како што е на пример тиквата, која што исто ја имаме доста на нашето тло. Да, тиквата ја имаме доста, но масло од тиква е дефицит генерално на наши простори. И ние го утврдивме тој момент и сакаме да направиме такво нешто кое и текако е добро за, да не речам, мажите над 40-50 години кога страдаат од простатата, и ова исклучително помага на цела таа категорија на луѓе. Видов тука ми привлече внимание протеинското бадемово брашно. Зашто најчесто се користи, зашто го препорачуваат? Протеинското бадемово брашно излезе како производ од цедењето на маслото од бадем, исто кое е многу корисно за организмот, во главном за нега на кожата, косата, коренот од косата, раце и така. Значи, тоа пред се има козметичка употреба, иако е нормално за пиење, природно е, не користи штетни состојки, но протеинското брашно излезе како нус производ од ова, од обезмастената сува материја, претворивме протеинско бадемово брашно. Зошто е протеинско? Бидејќи по испитувањето на Факултетот за ветеринарна медицина излезе дека 51% од содржината на брашното е протеин. Тоа е висока концентрација и користи за доручек, за мешање во смути, млеко, мед, разни комбинации во палачинки, некои макаронски колачи и така, има широка употреба. Да, веројатно за сите кои што сакаат дополнителна протеинска прихрана, вегетаријанци, луѓе што физички се доста активни или се изложуваат на напори. Маслото од кајси е исто едно од маслата кое што има многубројни корисни својства и бенефити за здравјето. Да, маслото од кајсија исто е дефицит на наши простори, се увезува некое масло од не знам каде, но ние направивме едно таков производ, дека најголема употребна вредност има кај луѓето болни од канцер, дека поради амигдалинот што го содржи или витаминот B17 делува на канцерогените клетки на начин што ги редуцира, и сега покрај ова употребна вредност, нормално за нега на кожата, косата, лицето и така, јас сум го користел и знам дека убаво дејства. Да, за тоа масло обично се вели дека е еликсир на младоста и многу народи го користат за долг живот. Да, вела дека ги пегла брчките на лицето, подошњаците и така. Роберт, дали сте ги изложувале вашите масла на сајми за храна? Имате ли соработка со некои организации кои што ја промовираат здравата и природна исхрана? Да. Веќе се представивме на многу сајми во Скопје, во Охрид, во Битола, Прилеп. Пред некој ден се вративме од Белград, бевме присутни на Open Balkan винска визија и таму постигнавме фасцинирачки резултати. Ги соборивме белграѓани со нашите производи. Беа фасцинирани дека на вистина овие производи ретко каде се присутни, ретко кој има можност да дојде во контакт со нив. И веројатно бевте единствени производители на ладноцедени масла од овој тип и од овие растенја што ги спомнавме на тој саем во Белград. Да, бевме единствени и по кажувањето на луѓето дека единствени сме и во нивните малопродажни објекти продавници, дека такви масла навистина не постојат. Постои ли можност производството да се развие до степен да извезуваме вакви производи и надвор од нашава земја? Да, имаме капацитет да го направиме тоа. Веќе вршиме преговори со некои фирми што се надвор од државата и веруваме дека набрзо ќе се најдат нашите производи во Бугарија. Еве сега во Србија имавме некои преговори. Имавме понуда од Хрватска и се надеваме дека нешто ќе видне од овие преговори.
Имате ли поддршка од државата, од Министерството за развој на вакви мали семејни бизниси? Да, државата помага на вакви мали семејни бизниси. Ние ја створивме фирмата пред 4-5 месеци, во овој период е краток периодот, не се уште не сме аплицирале за ниедна помош, но се надеваме дека еве во почетокот на следната година ќе успееме во некој проект. А во меѓувреме вредно си работите целото семејство на овие квалитетни, здрави и автентични производи. Да, сите сме окупирани со оваа дејност и убава дејност е и малтене креативна, што се вели дека од едно семче да направиш масло е благотет, убавина и треба да продолжиме со ова. Роберт, ви благодарам за разговорот и мислам дека сте прекрасен пример кој што треба да ги мотивира и останатите луѓе и семејствата да се охрабрат да направат чекор напред и да развијат мали сопствени бизниси. Па, ние сме земја на храната. Кај нас храната е оној адут со кој ние треба да се гордееме. Ние немаме некоја индустрија што ќе произведуваме автомобили и компјутери. Не, храната е кај нас предизвикот. И туристите и сите што доаѓаат во нашата земја е храната која ги врзува. И сите комплименти ги добиваме поради храната и поради поднебието, сонцето на кое е изложена нашата земја. Тоа треба да го негуваме, да го развиваме и да се гордееме со тоа. Одлична порака за крај на разговорот. Ви благодарам за одвоеното време и ви посакувам многу успех и се разбира да имаме и што повеќе луѓе што ќе ги конзумираат овие масла и ќе уживаат во нивните благодати. Па ние искрено се надеваме дека се повеќе ќе имаме се поголема група на луѓе кои ќе бидат наши конзументи, затоа што ова дејност е убава бидејќи сме ние врзани и со земјоделците. Уназад со години земјоделците беа некако разочарани при садењето на вакви земјоделски маслодајни култури. Еве ние се најдовме тука некаде, луѓето почна да не дознаваат и наша идеја да ги вратиме земјоделците на нива, да си тие створат парче леб за нив, да си ги задржат децата дома, ние да им го земеме производ, да им го платиме, да направиме производ кој да потрошачите наши ќе уживаат во нив. Роберт, ви благодарам. Молам секој добро, имајте убав ден.